9 часот и 10 минути, блог во Македонија наутро, кој што го почнуваме со инспиративна приказна и во продолжение ќе посветиме малку повеќе внимание на спортот. Имено станува збор за следново. Стефан Нанев е момчето кое што е до мене, кој што има преку 80 милиони прегледи на YouTube, преку неговите NBA анализи кои што ги прави, а всушност го следат половина милион гледачи. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Ова се многу големи бројки, Стефан. Големи бројки можеби сега, меѓутоа секој почнува од нула. Така? Со тек на време, напорна работа. Еве ме тука во студиото. Еве тука заедно со нас да ни раскажеш всушност кои се тие и какви се тие анализи кои што буквално од една пасија и љубов кон кошарката пред 15 години, всушност сега веќе 5 години се твоја професија. Токму така се започнува 15, можеби и повеќе години, каде што јас секоја вечер скоро седам до доцна, навечер веќе фаќа утро, ги следам надпреварите, нормално сето тоа се прави само од љубов, само од пасија и за понатаму во животот каде што се барав, што ќе биде, како ќе биде, да се пронедам во видео едитингот, во монтажата и на крај ги споив тие мои две пасии, да кажам, во YouTube и во анализите кои ги правам. И тоа е веќе твоја професија. Токму така, се чувствувам многу среќен што можам да кажам дека тоа е мојата под наводници професија, тоа го работам и од тоа заработам. Многу интересно тоа дека ти си легнуваш во 5 часот наутро, јас станувам во 5 часот наутро. Да. Ова не обратно на мојот биоритам. Да. И јас почнам да функционирам во 5, а ти веќе тука готово, завршил за тебе. За мене завршува денот. Да, работните задачи и завршил тогаш денот, да се пошегуваме. Но колку треба да си добар познавач во светот на кошарката, на NBA играчите, на нивните способности, но и психолошката подготвеност, значи се оно што е потребно за ти да бидеш добар играч, за да ја направиш таа анализ. Така, добро би рекол дека се учи со тек на време, меѓутоа треба да има и мала промена на мајндсетот, што се вели да не се следат надпреварите само онака, да се гледа кој дал кош, кој не дал кош, едноставно да се навлезе подлабоко, потоа безброј часови чепкање по статистиките, враќање на надпреварите, уште еднаш да се види што точно се случило, која акција, што, како. Мислам дека тоа е клучното, фокусот, значи да се фокусираш на малите детали. И тука веќе клопчето се отплеткува и се наоѓаат нови. По толку години веќе можеш да кажеш дека знаеш од кој играч што се очекува? Може да се каже, јас не би сакал сега да се споредувам, јас сум многу далеку од тренери или од стручни лица, меѓутоа како пред се фан, обожавател на кошарката, мислам дека се стекнав со знаење каде што можам во надпревар да влезам и да очекувам од кој играч што ќе направи. И што ќе направи. Еве, всушност гледаме видео, додека зборуваме како изгледа твојата анализа. Еве го. Сега. Ова се инсерти од студиото, од новото студио. Да, ова е твое студио веќе. Да. Стефан, што зборуваш? Што е таа анализа која што ти ја правиш? Значи вака. Што објаснуваш? Јас сакам на гледачите да им представам што точно се случува на кошаркарскиот терен. Знаеме кога се вика тајм-аути, тренерот црта нешто, ти одиш ваму, ти одиш таму. Ние тоа не го слушаме, не го гледаме. Меѓутоа, како што кажав, со враќање на снимката, со детално анализирање што се случува, зашто тој играч отишол таму, истрчал на другата страна, зашто тој пас отишол таму, да им доловам на гледачите што се случило. И како, всушност, твојот работен ден, односно за мене ноќта, кога спијам, изгледа така? Токму така. Почнува, како ви кажал, дента почнува претходната ноќ, кога се надпреварите. Кога почнуваат надпреварите? Во колку часот? На полноќ обично? Во еден и пол, да. 1 часот наутро? Да. Добро. И па траат до 6 сабајле, можеби. Ке изгледам што ке изгледам, ке одспијам, наредниот ден се сумира што сум видел, што сум забележал и се оди пред компјутер, се куца
еден текст, една скрипта, по која ќе се водам, се сумираат статистиките, акциите, што треба да се долови, да се нацрта, да се анотира. Тоа беше една од трикови, да ги кажам, кои мојот канал одскокна, со помош на кој каналот одскокна, со цртички, со стрелки, анотирам точно каде играчот се движи, на што да се фокусираат гледачите, и тоа се средува за некој, би рекол, наредниот ден се средува за 6-7 часа. Значи, повторно е потребно време. Токму така. Да. И повеќе од полработен ден. Да. Со мојот партнер Ване, чисто знаевме да се насмееме, дека ти благодарам што дојде денеска во 9 часот, ама знаеме да се насмееме, не може да те викнеме да ни гостуваш зашто спиеш. Ние кога сме станали. Се најдовме некако добро. Да, се најдовме, ти благодарам. Имам многу позитивни коментари од американците на YouTube каналот. Да, значи многу комуницираш со нив, имаш нека релација направено веќе? Многу сум благодарен што коментарите се целосно позитивни. Слушаме луѓе кои се бават со овие професии, кои што се на социјалните мрежи, како се справуваат со хейт коментари и така натаму. Меѓутоа, јас сум огромна благодарност, значи, до гледачите кои што цело време изразуваат поддршка, пофалби и критиките се насочени како конструктивен критицизам, што јас го прифаќам секогаш. И повторно ќе кажам, благодарен сум што имаме таа релација со моите гледачи. Кога се опрашање американците или коментарите сега во NBA кошарката може да видиме и од блиското соседство играчи, едни, да речем, дали се тоа можеби јунаци на новото време, ама и деца веќе од училиште знаат кој е Лука Дончич. Да. Така да Лука Дончич, Богдан Богдановиќ, така. Значи имаме една цела плејада сега на млади играчи, вклучително Дај и Боже тука да од видиме овие некој наш. простори. Секако Перо Антич беше пред неколку години, меѓутоа зашто да видиме во друг... новото време некој од помладите многу би сакала, се Секако. разбира, да ја продолжа таа традиција, но сакам да те прашам дали можеби затоа што јазикот, да речеме, еве го споменавме Лука Дончич, јазикот е разбирлив на твојот YouTube канал. Дали можеби имаш некои податоци, дали некој од тие играчи те следи тебе? Како точен податок немам, мора да признам. Добро. Меѓутоа, Но се сомневаш? се сомневам, бидејќи некои од видеата се навистина прегледани многу пати. Имав едно видео конкретно за Расел Весбрук, кој има повеќе од 10 милиони прегледи. Ако се оди според вираже кај стигнато до него, па може би и стигнато. Да, имав една ситуација каде што мое видео кое е обработено на тема која што ја немаше претходно на YouTube, значи се најде потоа во преносот на ESPN. Во таа тематика, непосредно по моето видео се најде во преносот. Оправдани се очекувањата дека е стигнат гласот. Јас мислам дека барем за тоа видео е стигнат, да. Добро, кога зборуваме за јунаците на новото време, Леброн Джеймс или Майкл Џордан? Тешко прашање. Морам да одам... Јас сум генерација Майкл Џордан се. Токму така. Морам да одам со Майкл Џордан, бидејќи сепак кошарката почнав да ја следам и моите почетоци кога Майкл Џордан беше се за NBA. И се уште? И се уште е, впрочем, да. Така да сепак ќе одам со Майкл Џордан. Добро, те прашуваат ли за Македонија, за македонската кошарка преку Перо Антич? Верувам дека се запознаени, но дали тебе те прашуваат? Искрено нема толку прашања и ретко и кој знае дека сум од Македонија, единствено ја добива таа информација доколку некој праша во коментарите, па јас им одговорам, меѓутоа никогаш за себе не сум зборел во Туку стрикно за кошарката, стрикно за анализата. Стрикно се држам до темата и до анализата, точно. И направив јас едно видео за Перо Антич до душа и мислам дека спомнав во тоа видео дека сме, нели, двајцата од Македонија. Да. Но немало некои конкретни прашања од гледачите. Сакам да ти се заблагодарам што удвои време, што беше наш гостин. Сакам да те пофаламе вака јавно дека си најуспешниот наш јутубер и да посакам малку повеќе да зборуваш за Македонија, и сепак те гледаат половина милион гледачи.
Па ете да бидеш една алка, се шегувам на крајот, нели, да бидеш една алка во која што повеќе ќе се слуша за успешните приказни од кај нас. Всушност една многу инспиративна приказна стои за тебе, што веќе е професија и нема ништо поубаво, тоа е, верувај ми, да го работиш тоа што на вистина е твоја пасија и тоа што ти го сакаш. Точно, уште еднаш благодарам уште еднаш на поканата. Јас ќе се трудам, ќе го ширам гласот за нашата држава. Ти благодарам. Фала.